Добро вечер, драги пријатели, почитувани револуционери. Благодарам признание за се ова што го правите за борба против режимот. Ова е година на најсилниот отпор против најдемократската власт во Република Македонија. Повеќе од 60 дена протестираме низ улиците на Македонија. И нема ниту една институција, нема ниту еден човек, нема ниту една друга закана што може да не заплаши, да не го сврти вниманието во друг правец и да не сопре во намерите да ја ослободиме Република Македонија од Груевски Ахмети, да ја ослободиме од ВМРО-ДПМНЕ и од ДУИ. Овие 60 дена покажавме што значи пркосот на македонскиот народ. Покажавме што значи да се одолее на притисоците. Што значи да се одолее на сите закани. Како значи демократски да се спротивставите на еден ненароден режим. И најважно од се, во овие 2 години, а посебно во овие 60 дена, покажавме како може да им го втераме стравот до коски на Груевски и на Ахмети и на ВМРО-ДПМНЕ. И уште една многу важна придобивка за Република Македонија и за сите нас. После 10 години, сега Груевски свати дека е готово со него. Дека е готово со неговите погубни политики. И свати дека нема спас. Не може да му помогне ниту Горде со незиното тефтерче, ниту судиите од тефтерчето. Не може ниту Миле со хилтата, ниту Чавков, ниту било кој друг, кој што за сметка на граѓаните се богатат, кој што за сметка на граѓаните прават се за да ги наполнат нивните сметки надвор од Република Македонија. Единствено што направија за граѓаните на Република Македонија е тоа што ги иселија надвор од државата. Повеќе од 600.000 луѓе надвор од Република Македонија, повеќе од 230.000 млади луѓе надвор од Република Македонија. Затоа се бориме, затоа протестираме, затоа што ни уништуваат идејата на Република Македонија. Денеска, непосредно пред започнување на овој протест овде во Радовиш, очекуваше цела македонска јавност што ќе соопшти Иванов. Некој помислија можеби ќе поднесе оставка. Јас од него не очекувам никаква паметна работа. А оставка да поднесе не треба да биде паметен. Ама мора да биде одговорен човек. Чесен човек. Таков председател Република Македонија нема. Еве втор мандат. И залудни се очекувањата дека нешто на тој план може да се случи. Поднесувањето на оставка на Иванов ќе значи добра работа за Република Македонија. Ќе имаме можност за нов председател. Ама вистински председател. Меѓутоа, и ништо не изгубивме. Само уште еднаш си ја потврдуваат глупоста на нивното владење, неодговорноста и единствено што кажа во целиот тој говор е дека сите други се виновни, само тој не е виновен. Меѓутоа, Иванов е виновен само за една работа. Затоа што единствено работи како ќе му каже Груевски и затоа што проба да ги штити криминалците во Република Македонија. Проба да ги аболицира оние кои што крадат од граѓаните на Република Македонија. Проба да ги заштити функционерите на ВМРО-ДПМНЕ. И на тој начин да покаже дека политичарите во Република Македонија може да бидат заштитени и дека никој нема да одговара во Република Македонија. Да ја урнати последната надеж на граѓаните на Република Македонија.
да создадат нова армија што ќе ја напушти Република Македонија затоа што не гледа дека во Македонија ќе има правда и дека ќе има перспектива. Меѓутоа, тоа беше моментот кога граѓаните се сплотија како никогаш досега и застана на браникот на Република Македонија. И затоа треба да ги штитиме овие придобивки од оваа шарена револуција во Република Македонија. Јас знам дека многу е тешко на една ваква власт, која што само знае за црно-белата боја, која што знае за темнината и за цивилото, да разбере што е шаренило, да разбере дека постојат поинакви луѓе од нив, дека постојат поинакви политики, дека постојат луѓе кои што поинакво ја сваќаат власта, дека тоа е инструмент за заштита на интересите на соседниот народ, а не за лични богатења. Е таква власт ние од Социјалдемократскиот сојуз со шарената револуција мора да создадеме. Власт која што не можеше да ја создаде Груевски во изминатите 10 години. Деновиве уште еднаш се покажа колку Груевски и криминалците околу него знаат да се борат кога е во прашање нивниот интерес. Излегоа да го бранат еден од најголемите криминалци во Македонија, Талевски. И тоа не е криминалци заради тоа што ние сме го кажале тоа или специјалното обвинителство. Ставевски тоа го кажа, Гордана Јанкуловска го кажа. Не знаејќи до душе дека тоа ќе ја чуе македонската јавност, ама тие тоа си го кажа. И сега, овде стојам пред општината и упатувам порака. Таа заштита на Талевски беше од страв, заради тоа што сите градоначалници, па и ова што седи во оваа зграда, се плашат. Шутка, шутка, шутка не ти бега! Шутка, шутка, шутка не ти бега! Се плашат од она што го правеле во изминатиот период. Се плашат од тоа што продаваа маркици за пари. Се плашат од тоа што на нелегален начин спроведуваа тендери. Од тоа што беа креатори на урбаната мафија низ градовите во Република Македонија. И од тука од Радовиш една силна порака. Се плашат и треба да се плашат. Нема прочка за никого. Нема прочка за Груевски, нема прочка за Ахмети и нема прочка за ниту еден функционер во Република Македонија. Тоа треба да биде јасно и гласно. Втората порака што сакам да ја пратам од тука, дека нема нормален политичар во Република Македонија, нема одговорен политичар во Република Македонија, нема опозиционер кој ќе сака да се пазари за криминалот во Република Македонија. Да се пазари со оние што 10 години не ја уништува Република Македонија. И тоа треба да им биде јасно. Колку порано ќе им стане јасно, тоа подобро ќе биде за нив. А за Република Македонија ќе биде подобро за многу кратко време, затоа што ова што се случува во Република Македонија ќе ги донесе промените. Ќе се избориме заеднички за достоинството на земјоделците, на професорите, на лекарите, на работниците. Ќе направиме промени со честна и одговорна власт. Ќе свртиме нова страница после овие 25 години во Република Македонија. Затоа што, ако тоа не го направиме, залудна ќе биде оваа битка. Од сите глупости во последните 10 години што ги направи Груевски ВМРО ДПМН, има две добри работи. Нели во секое зло има и нешто добро. Првата добра работа е што на Македонија, после една ваква власт, не сме да и се случи повторно иста таква власт. Никогаш повеќе. И втората добра работа е тоа што граѓаните на Република Македонија сватија дека никогаш повеќе не смеат да дозволат да имаат ваква власт и да толерираат ваква власт. Веднаш ако се појави и некаков почеток на недемократска и неслободарска власт во Република Македонија, веднаш мора да биде смената.
и да се покаже дека граѓаните се тие што ќе ја плашат секоја една влада на Република Македонија, а не владата да ги плаши граѓаните на Република Македонија. Ова борба, ова битка е битка која што ја добиваме заедно со граѓаните на Република Македонија. Таа е битка која што бара трпение. Таа е битка која што бара да не подлегуваме на провокации на криминалците. И знам дека не е лесно на никога. Ниту на нас што протестираме, ниту на овие луѓе што ја бранат безбедноста. Сакам тие честните полицајци да ги поздравиме и да им порачаме дека оваа битка е битка и за македонската полиција, и за македонската армија, и за враќање на нивното достоинство. Оваа битка е за полицајците да можат она што им следува по закон да го добиваат, а не преку судови. Оваа битка е за сите во државната администрација, кои што ги држат во покорност и ги повикувам да се ослободат, да застанат рамо до рамо со народот и да им порачам, после промените нема да им фали ништо. Повторно ќе останат во државната администрација, но мора да работат за интерес на граѓаните на Република Македонија. А се до тогаш ќе се бориме до последна капка крв, ќе се бориме за едината на Македонија.